Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Дали председателот Обама наложил подршка за бунтовниците во Сирија? Централната банка реши сега за сега да не презема нови мерки за стимулирање на економијата. Американската пошта намаки. Нема пари да ги плати здравствените бенефиции за идните пензионери. Следат вестите. Продолжува борбата во најголемиот сиријски град Алепо. Бунтовниците се во офанзива против владините сили и денес употребили заробен тенк за да нападнат армиска воздухопловна база. Но и силите на режимот на председателот Башар Ал-Асад започнале со нови напади, гранатирајќи ја стратешката населба Салахедин. Американски извори за западните медиуми наведуваат дека председателот Барак Обама порано годинава потпишал наредба со која им дозволил на ЦИА и други агенции да дадат подршка на бунтовниците. Советот за национална безбедност пак за Гласот на Америка одби да коментира на извештаите. Државната секретарка Хилари Клинтон продолжува со африканската турнеја. Во Уганда, на средба со тамошниот председател Јовери Мусевени, ја акцентира улогата на земјата како клучен американски партнер во регионалната безбедност, но и потребата од поздрави демократски институции и поголеми човекови права. Првите луѓе на американските федерални резерви одлучија да не преземаат итни мерки за стимулирање на економијата, иако таа забавила во првата половина на годината. По дводневниот состанок одлучија внимателно да го следат економскиот учинок во наредните неколку недели и, доколку е потребно, дополнително да реагираат. За прв пат во постоењето, Американската поштенска служба не ќе може да изврши месечна уплата во фондот за здравствени бенефиции на идните пензионери. Поштата соопшти дека нема 5,5 милиарди долари колку што должи на одделот за финансии месецов. Поштата не се финансира од парите на даночните обврзници и се потпира на продажбата на поштенски марки и други поштенски услуги, но годишно губи милиарди долари поради конкуренцијата од електронската пошта. Во продолжение на Newsflash, споредбите на старото со новото се најчесто неблагодарни, но многумина долгогодишни љубители на Олимпијадата се согласни дека искуството од игрите во Лондон досега е доста различно од она во Пекинг пред 4 години. Без намера да згазнеме на мината која Олимпијада е подобра, ви го донесуваме следниот прилог. Американецот Гари Дејвис бил на 8 олимпијади и од тоа искуство црпи кога вели дека стадионите изградени за игрите во Лондон не може да се споредат со иконичните архитектонски дизајни на стадионот Птичјо гнездо во Пекинг или пак водената коцка, арената во која се надпреваруваа пливачите на Олимпијадата во 2008-та. Па сепак мисли дека Лондон има други предности. The facilities in Beijing were truly spectacular. Објектите во Пекинг беа спектакуларни, неверојатни. Овие немаат недостатоци. Убави се. Се е мощно добро организирано. За Џон Фогарти, посетител од Лос Анџелес, игрите во Лондон се забавни, но сепак во Пекинг како да имало повеќе возбуда. Не знам тоа дали е заради големината на градот. Во Пекинг беше се некако збиено. Тука е распространето. За кинезите, Олимпијадата во Пекинг беше шанса да се рекламира богатството и моќта на државата, но кинеската влада истовремено држеше цврста контрола над политичките активности за време на игрите. Во Лондон, политичките активисти и другите демонстранти не се под таква стега. За британците, Олимпијадата е само уште еден од многуте меѓународни спортски настани што се одржуваат во Лондон во долга низа години. Литванецот Алиус Билунас, голем влюбеник во Олимпијадите, предпочита што во Лондон фокусот е на забавата и спортот наспроти вештачката грандиозност на Пекинг. Во Кина помалку владееше напумпана атмосфера. Направија да изгледа подобро од колку што беше на вистина. Лондон пак покажа вистинска почит кон секој. И уште една разлика. Многумина од овие следбеници на Олимпијадите се чувствуваат попријатно во посвежата и влажна клима на Лондон, за разлика од летните горештини на Пекинг. Curiosity, новото роботско возило на НАСА што ќе го истражува Марс, треба да се приземји на црвената планета на 6 август. Научниците во Американската вселенска агенција наум имаат само едно нешто деновиве.
7 минути ужас, како што ги нарекуваат, кога возилото треба да забави од 20.000 км на час на доволно бавно за безбедно спуштање. Curiosity е централниот дел на леталото, вселенска лабораторија за истражување на Марс, вредно од 2,5 милиарди долари, лансирано во ноември. Мина околу 560 милиони километри до дестинацијата, црвената планета. Curiosity е машина на соништата за секој научник кој се занимава со Марс, според Ашвин Васавада, научникот број 2 во проектот. This rover is not only the most technically capable rover Не само ever sent to технички another planet, најоспособено but it's возило, actually туку и the most најопремено capable за научно scientific истражување. rover ever sent out. Како што се гледа на оваа анимација на НАСА, Curiosity ќе се движи со 20.000 км на час кога ќе допре до атмосферата на Марс. Има на располагање само 7 минути за да ја намали брзината на безбедно за спуштање. За време на овие 7 минути на ужас, како што ги нарекуваат научниците, НАСА не ќе може да го контролира леталото, ниту пак да знае што се случува. Curiosity е голем колку автомобил, има 17 камери. Нешто поголем од претходните возила и може да мине до 200 метри на ден. Вистинска мобилна лабораторија што функционира на нуклеарна енергија. На далечинско управување ќе собира примероци од почвата и карпите и ќе ги анализира, барајќи докази дали некогаш постоеле услови за живот, барем на микроби. Целта на мисијата е да се откријат средините каде постоеле такви услови, а не да се открие живот. Мисијата, според планот, ќе трае 2 години. А утре во Newsflash. Олимпијадата во Лондон, метрото полно, трибините полупразни. Но каков е бизнисот деновиве во градот на Темза? Гледајте во петок во Newsflash. Со туристи, но без профит. Дали лондонци побегнаа надвор од градот, стравувајќи од олимписките турканици? Зова утре во Newsflash. Тоа беше се за вечерва. Го гледавте Newsflash од студиото на Гласот на Америка во Вашингтон. Со вас беше Ведран Андоновски. Останете со нас и по емисијата. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница гласнааmerika.com или станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер.